Во секој општество го има, ама кај нас мислам дека во последно време е екстремно. И ете, ќе си дозволам да кажам дека дури е форсирано од центри блиски на власта и токму затоа што да тужите, кого да тужите. Еве ќе бидам искрен, пластични примери, нешто што најмалку за мене е болно, не сакам да го зборувам, но еве ќе го раскажам. Неколку месеци од кога загина син ми, ќе зборувам отворено со име и презиме, еден од опинион мејкерите на Груевски, Миленко Неделковски, си даде за право да објави дека не е така како што се објаснува дека Марко Кабранов е мирно дете, туку е тоа едно аздисано дете на Ацо Кабранов, дека го возел моторот и дека нашмркан со кокаин загинал. Ништо од тоа не е точно. Нити го возел, нити бил нашмркан, да се потрудел да земе од аутопсијата. И добро, јас ме погоди тоа, но во истиот момент знаев дека нема да го тужам, бидејќи сепак тоа е монструм, не е веќе човек. Но ми направи голем проблем дома, во семејството, кој што и така растресено. И до ден денеска жена ми го бара да го сретна за да го ишамара. Тоа е едниот случај. На вториот случај се изнасмеав. На насловна страна на Вечер, докторот професор Латас и Ивона мене во друштво на уште двајца новинари ме стави на насловна страна дека сме гееви. Мене тоа ич не ме засегна, ме изнасмеа, само ми отвори сомнеш да не е случајно обратно нешто, па да, знаеш. И сум рекол дека никој пат нема да реагирам, нема да тужам, бидејќи е тоа надвор од човечкиот ум да користиш говор на омраза. Според мене, центрите кои што моментално го форсираат говорот на омраза се лоцирани на Минта 3 во Кала и во Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМН. Оттаму се форсира тој говор на омраза. Не го отфрлам и тоа што го прави Саше Политико. И тоа е говор на омраза, и кај него има говор на омраза. Но од оваа страна што ја викам јас новинарска фаланга, многу повеќе го користат тоа и се заштитени мечки за разлика од другиве, од Саше Политико да речеме. И видите сега абсурд. Тие истите кои што користат говор на омраза се дрзнуваат да тужат ако малку нешто спомнете информација за нив и добиваат на суд. Еден од нив е доктор професор Драган Павлович Латас. Јас стално си го викам доктор професор, од он во државава еве ни стана и доктор.